Локалната самоуправа на Кочани го објави јавниот повик за пријавување на заинтересирани проектантски фирми од Македонија за изработка на проектна документација за изградба на објектите во кои треба да се преселат жителите од старата касарна. Парцелата на која ќе се лоцираат новите живеалишта на овие лица е со површина од околу 3 хектари и се наоѓа на земјиште во сопственост на Република Македонија на северниот дел на Кочани, источно од фабриката за вода. Во планскиот опфат планирани се околу 20 градежни парцели. Тендерската постапка за избор на фирма што ќе го изработи планот за објектите трае до 19 декември, а за трошоците за изработка планирани се околу 170.000 денари. Градежните парцели имаат по околу 380 метри квадратни, а корисната површина за градба е 140 метри квадратни. Во склоп на секој стамбен објект треба да има по 4 стамбени единици, што ќе содржат спална и дневна просторија, чајна кујна со трапезарија и бања. Освен тоа, предвидено е за загревање да се користат клима уреди, а сите објекти да бидат приклучени на постојната водоводна и канализацијска мрежа. За пристап до нив ќе се изведе нова сервисна улица. Од општината очекуваат и целата постапка ќе заврши брзо и конечно проектот ќе може да започне да се реализира на терен. Проектот ќе биде за релативно кратко време готов и дека ние можеме да стартуваме со градбата на овие куќи, односно зградички кои се предвидени за сместување на лицата кои во моментот се сместени во старата касарна и се во очарна состојба. На вистина ние како локална самоуправа она што го преземавме како обврска и пред министерот и пред населението во рекордно време го завршивме и продолжуваме со истиот интензитет и очекувам наскоро дека ќе добиеме поддршка и помош како и до сега од централната власт и од министерот и дека напред, односно во почетокот на наредна година да почнеме со градба на овие куќички за сместување на овие лица. По изработката на проектната документација за изгледот на објектите за домување, договорено е да се поднесе апликација за финансирање на проектот со пари од државата преку стратегијата за ромски прашања. Со изградбата на новите стамбени објекти ќе се овозможи конечно дислоцирање на 20-тината семејства кои околу 3 децении нелегално живеат во објектот на старата касарна.